Годината почна со една необична фотографија. Екс-заменик директорот на Македонија Пат се сликаше со застрелана мечка. Негираше дека ја убил, тврдејќи дека загинала во сообраќајка. 9 месеци подоцна си поигра мајтапи со истрагата, ставајќи мечка на роденденската торта. Остана нејасно дали мечката се судри со возило или со неговата пушка. Народот ги дојадуваше сармите и руската салата, но не остави ништо на случајот. Бегалецот, екс-првиот вице-премиер Артан Груби пак не бил љубител на сарми, туку на кебапчиња. Дознавме дека пчела му била омилената кебапчилница, каде трошел по 15 до 20.000 евра годишно, се разбира на сметка на Министерството. Неговото службено луксузно BMW го најдоа како хибрид со делови од 5 други возила во сервис во Куманово. На заминување од Министерството собрал се што може да се носи, вклучително и голчињата, кошот, шолите и лажичките за кафе. Пърпарин Бајрами доби нова кривична пријава затоа што кога беше директор за ново седиште на лотарија изнајми објект за свадби во Визбегово. Потерницата го остави во дилема дали се сврте некое оро или попусто ги потроши парите. Народот веќе не можеше да им верува ниту на фискалните сметки, а мораше да му се објасни дека петелот е машки. Се смислуваа финти против лихвари и полицајци, додека крвта им ја земаа неписмени. За работа и во кладилница се бараа посебни услови, а сродна душа се бараше на оглас. Сепак искреноста остана како доблест. Се продава кинеска кантурија. Тој што ќе го купи, си ги блокираме броевите. Нит ме знаеш, нит те познавам. Продавниците нудеа креативни идеи за Валентайн, а Џон Траволта си доби другар, Боки Батине. И на кримтехничарите почна да им лепи рачето. Некој ги ограби и брзите кредити. Затворските чувари им помагаа на затворениците да си го најдат топчето полно со кокаин и марихуана, а за малку во самица ќе завршише кучката Цеца, откако сите се правдаа дека барале часовник што таа му го украла на затвореник. Рамбо се врати во Радовиш. Утеха не можеше да се добие ниту во црквата. Лажен поп на задушница им ги собра парите на верниците, а и таму прогласија фајронт. Градежниот македонски стил остана препознатлив. На жените им прекипе да слават само младенци. Си ставија и налепници на возилата и покрај тоа што семафорите им дадоа слобода на возачите. Мажите пак не ја менуваат ракијата ни за "Сама сум дома". Македонец стигна и во Симпсонови. Пулката на писменоста доби неписмен назив. Да, повелете, бар збор, не знам дали отправам. Скопската градоначалничка се поднови со нова фризура. Начално се извинувам, нова фризура, не сте се виделе. Реков, помежав со некој од правен сектор се извинувам. Па добро, и правен сектор не е лошо, знаеш што. Коалиционите партнери во власта си разменија бајковите пораки. Традиционално Роза и Клара пак беа во фокусот на 8 март. Член е борбата за правата на жените, тоа е Роза Луксембург и Крала Цетинг. Мијалков се провозе во Ферари и стана звезда и на Вевчанскиот карневал. Од мај стана актуелни златните визи за Дубај, а дилемата кој ги има уште не се разреши. Премиерот ги изнервира немажените и неженетите со најава за данок, а ги инспирираше и сендвичарниците да воведат данок на мрза. Повторно се шмркаше на работно место од народни пари. Штип доби динолент и ги исплаши неупатените. Се испостави дека нашиот идентитет се пинџурот и полнетите пиперки, но Марта Кос не ја знаеше љубовта на македонците кон киселата зелка, за која и диаспората упорно бара начини да ја однесе во тугина. Пратениците драматично влегоа за контрола во АНБ. Се излегоа весело со винце под мишка наместо документи. Почна предизборната кампања, полна со патетика и символика, но само Максо си доби песна. Џабе скапи пиар кампањи пред вториот круг на изборите, ѓубрето стана главна звезда, а кандидатите влегоа во наддавање, кој за колку часа ќе го исчисти. Чистењето се пренесуваше во живо и од земја и од воздух.
Курто Дудушти се почести со круна откако пак доби на избори. А сателити го наблюдуваа Кратово, каде наместо за копано злато открија лековерни луѓе. Сейф Сити стана шема во новото додворување. Цеца го развиоре бугарското знаме. Скопје доби нова елка, а внатрешноста се прашуваше дали и овде скопјани ќе изнајмуваат станови. За ефикасноста на администрацијата знаеме одамна, но забораваме колку неправењето ништо може да биде заморно. Не потсети видеото од Министерството за односи меѓу заедниците, каде осумина вработени од ДУИ си наместили импровизирани кревети. Кој знае колку многу сработиле на сон. На поспаната администрација и посакуваме добро да се одмори за празниците, а на сите останати и понатаму да ги држат очите ширум отворени.